Nova italijanska investicija vo štipskata tir zona vredna 40 milioni evra najavi premijerot Nikola Gruevski na големиот народен собир во Штип. И минимум 250 нови вработувања во период од 5 години. Компанијата ќе ја применува најновата технологија во ова област и ќе финансира во тренинг на своите вработени со цел да се обучат за производство на нивниот нов патент производ на светскиот пазар. Подпишувањето на договорот е во владина процедура и компанијата планира да започне со активностите за градба во текот на наредните 3 месеци. Во фаза на договор е инвестиција од 15 милиони евра во индустриската зона во Проби Штип. Станува збор за фабрика од автомобилската индустрија која треба да обезбеди 300 нови вработувања. За 3 месеци треба да почне изградбата на 6 нови фабрики, дивизии на амфенол во Кочани и Виница. За општините од истокот премиерот најави над 70 милиони евра странски инвестиции и околу 1000 нови вработувања. Од Штип Груевски веќе од мај на полицајците им вети за 15% поголеми плати, односно нивно усогласување со униформираните лица во царина. Во периодот од април 2015 до декември 2017 ќе се зголемат платите на униформираните и овластените вработени во МВР. Со што до декември 2017 тие ќе се изеднашат целосно со платите на истите во царината. Вкупното зголемување на платите за периодот април 2015 декември 2017 ќе изнесува околу 15 до 20%, односно по околу 3000 денари по работник месечно. Ова според Никола Груевски е одговорот на, како што кажа, монтираните лепени од странски служби добиени бомби што опозицијата ги пласира во јавноста, а чија цел била да се наруши угледот и довербата на ВМРО ДПМН кај народот. Знаеме ние дека тоа е целта. Дека меѓу другото и тоа ги боли. Зошто одиме напред? Зошто земјата се гради? Зошто фабрики почнаа да се градат? Тоа им пречи. Активностите на опозицијата им оделе во прилог само на странски служби, а нивната крајна цел била дестабилизација на државата и уништување на нејзиниот меѓународен углед. Дека патот по кој што одбране да одат, ниту нив, ниту Македонија не ја води напред. Дека тоа е пат кој што служи на туѓи интереси. Пат кој покрај проблемите што ги создава на Македонија, сепак на крај ќе ги однесе нив во заборав. Со последните бомби, почитувани, за ситен политички ќар, свесно ги нарушуваат односите на Македонија со Кина, со една светска суперсила која се покажа на сите полиња во изминатите години како стратешки важен и доверлив партнер за Македонија. За разлика од СДСМ, ВМРО ДПМН е уште од првиот момент на доаѓање на власт имал јасна цел. ВМРО ДПМН, преземајќи ја власта во 2006 година, знаеше дека мора да се преземат брзи и конкретни мерки за Штип и за околината, за целиот исток. На Народниот собир присуствуваа неколку илјади граѓани кои освен политика имаа можност да го слушнат и вице-премиерот Пешевски како пее. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо.